Заров, пред се фала што не прими да сме ти гости вечерва. Кажи ми пред се како си ги помина новогодишните празници, дали конечно здивна малце после сите случувања? Добре, дојдовте хајп. Искрено, пред се ми е многу драго што ја конечно сум ја тука, да ви ја поздравам цело на иницијатива што имате изминатива неколку месеци, ви посакам многу среќа. Искрено, вака се радувам што се појави медиум кој што е докажан надвор од Македонија, а сега се надевам дека ќе се докажат и во Македонија. Почнавте супер и само напред. Се одморив, супер се осеќам. Мислам дека ми се гледа свежината, спремен сум за новата сезона која што веќе ми започна. Спремен сум за најголемиот гивавеј што наскоро ќе продолжи и искрено се верувам дека 2025 ќе биде побава од 2024. Се надеваме и ние. Да. И навистина заслужуваш да ти биде конечно после сите случувања во 2024. Мислам, секако и после големиот успех што го имаше, мислам дека 2024 ти беше најуспешна година до сега, ама имаше секако и многу неубави работи што се случија. Ама еве како последно конечно се стиша бурата околу гивавејот. Дали стварно треба да ти се случи нешто барем еднаш годишно некаков хаос за да видиш кои ти се вистинските пријатели околу тебе? Па добро прашање. Види, очигледно за да бидеш Стефан Лазаров не еднаш два пати годишно треба да се случуваат лоши работи. Види, турбулентен период, многу, искрено. Најуспешната година, но во исто време и можеби најлошата година на приватен план, на страна гивавеот. Искрено, се што се купува со пари, се што се прави со пари, се што се спасува со пари, не е страшно и не е проблем. Многу пострашни работи се случуваат и гивавеј кој што толку е коментиран, толку е таа тема актуелна и озборувана и не знам што. Верувај ми дека се ќе биде како што треба, затоа што тоа се спасува или се тера со пари, како и да е. Изгубив драги луѓе, нека почиваат во мир, меѓутоа ќе повторам дека во животот најмногу се учи во тешките моменти и затоа се надевам дека 2025 ќе ми донесе многу убави моменти кои што се веќе планирани, ќе се случат, ќе се вселиме во новиот стан со Марта, што е многу битен момент за мене. Еве можам да им најавам дека ќе им документирам како го спремаме станот, како ќе се вселиме во станот, луѓето Види, во принцип, знаеш како, оваа година се посветив многу на подкастот, на гостувањата, таа приказна ја креирав. А пред да го искреирам подкастот и да го создадам, ја им ја давав приватноста на луѓе. И луѓе затоа го гледа мојот YouTube канал. И некако искрено желба за оваа нова година ми е да се вратиме на тие стари патеки покрај подкастот. Тоа значи дека малце почесто да ме гледаат со Марта, тој семеен живот што го представуваме, оние традиционални вредности кои што сакам да ги негувам и да ги промовирам, така што мислам дека за еден млад брачен пар најубава работа пред дете е да си живее во сопствен дом. Така што едве чекам тоа да се случи. Кажи ми, то потешко ти падна гивавејот или случката со Латас пред некоја година? Од едната се разочарав, од другата се мотивирав. Така да дали е потешко не знам. Првата случка ми беше страв. Искрено сега, кога се случи се тоа, бев прв подкаст беше, немав толку искуство, не можев да проценам дали е тоа вистина или не е вистина, си викав ако сите го пишуваат тоа е вистина. Ми беше страв, во тој момент спонзорите откажаа, фирмите откажаа, луѓето околу мене откажаа, останав преку ноќ како ништо, а овој пат е сосема различно. Не само што компаниите останаа, туку има сега и нови кои што го поддржуваат гивавеот. Јас искрено не мислам дека нешто колку страшно се случи. Проверки од страна на институции, поготово кога нешто е толку големо и кога толку привлекува внимание, треба да има. И пак ќе кажам, ја го поздравувам тоа. Единствено што сакам и посакам не само за мене, туку за сите една фер постапка која што ја имам апсолутно и не може да ми падне нешто лошо за кое што знам дека сум чист. Документацијски е се дадено, проектот продолжува, така да веруjem ми дека не го доживав толку страшно, туку можеби се разочарав од аспект што правиме многу убава работа, луѓе добиваат подароци без да трошат пари, коментираат, лајкнуваат на слика и едноставно, во текот на оваа година ќе израдувам уште многу луѓе. Мислам дека секако на крај квалитетот и потенцијалот секако се препознава и победува на крај, така што да, мислам дека успешно ќе заврши таа приказна и покрај се ти си на чисто, знаеш што правиш, така што и публиката го препознава тоа и го гледа. Некако кај нас е доста популарно да се ставаат некако на мета луѓе што се успешни и некако мора да бидат мета на јавен линч и да се соочуваат со потешкоти. Што мислиш, од каде доаѓа тоа? Дали е некој собствено незадоволство нивно или така си лечат фрустрации на другото? Што мислиш по тоа прашање?
Па, мислам дека ова е пред се прљав бизнис на крајот денот. Постои огромна доза на лицемерие и едноставно конкуренцијата во овој случај не само кај мене, туку секој некој што малку повеќе ќе се истакне во таа ситуација веќе смета некому. Ова е мала држава, многу работи се знаат, многу луѓе се познаваат, се користат прљави игри. Меѓутоа, знаеш како, секој што се бави па со оваа работа, мора да биде свесен дека мора да ги трпи тие работи. Едно со друго оди, не може ние секогаш да бидеме стрикни и позитивни затоа што сме поддржани. Јас имам најуспешната година во мојот живот, која што нормално дека ќе предизвика внимание. И апсолутно, кога веќе сум стигнал до некој ниво, очекувам да се случуваат работи. Затоа кажав, тоа што се случи со Латас беше во момент кога бев многу неискусен. Не дека сега сум неколку искусен, меѓутоа овие 2 години толку многу работи ми се случија што реално ме донесува до некој ниво да станам искусен, а и да знам да се носам со работите. Сега, можеби јас на ова викам и најдоброто нешто што ми се случило, затоа што сега веќе сум и сам свесен дека морам многу повеќе да внимавам. Напорно е, знае да ти измори, меѓутоа секоја работа си има потешкоти. Во мојата, најавите за кривични пријави, најавите за прекршочни пријави, потребата луѓето да видат крв, потребата луѓето да сакаат да видат некој да пропадне, очигледно е дека е нормално. И не само јас, секој кој што се бави со оваа работа, нека се биде спремен дека кога тогаш ќе го стигне и кога ќе го стигне, да знае дека тоа трае 72 сати. И тоа е тоа. Секој е чудо. Така. Тоа е тоа. Дали кога си во вакви ситуации, да речеме поставен на јавен линч, да речеме од новинарите, што од публиката, се чувствуваш заштитено и кој стои позади тебе? Народот. Јас сум човекот на народот. Јас излегов од тие медиуми, јас ги напуштив тие медиуми, што не значи дека не соработувам со одреден дел на новинари. Нормално некој ме сака, некој не ме сака, некој пишува невистини, некој пишува вистини. Меѓутоа најголема поддршка и заштита кај мене е народот. Луѓето кои што ме следат секојдневно на социјалните мрежи, кои што ми пишуваат секојдневно пораки, кога гледаш дека народот те сака, дека е со тебе и те поддржува, се е окей. Не може да имаш поголем мотив и поголема среќа кога гледаш дека некои млади деца ти пишуваат дека си им идол и мотивација, кога некои мајки ти викаат утре да син ми сакам да биде како тебе, колку и да звучи се ова нарцисоидно, меѓутоа јас ги добивам тие пораки. Јас сум искрено среќен ако барем на некому му влијам позитивно и низ призмата на сите овие ситуации со кои што јас се соочувам, јас најмногу сакам да луѓето да видат борбеност. Дека животот е падни стани. Не може човек цело време да биде горе и да биде среќен и да биде нормално е дека и ние понекогаш можеме да се скриеме, како би се кажало да се скриеме у пештерата, малку да се одмориме и да излеземе кога ќе ни дое желбата за живот и желбата за повторно работење и освојување нови врвови. Јас имав овој пат среќа да е нова година, да се празници. Бог ми ги даде празнициве и искрено си се одморив многу убаво и сега е време да се вратам. Па да. Кажи ми општо еве затоа што го спомнавме новинарството, општо кое е твоето мислење за македонското новинарство, односно медиумите? Дали не постои здрава конкуренција во Македонија? Медиуми има квалитетни во Македонија, апсолутно има и многу квалитетни новинари. Само знаеш зошто не можеме да го дигнеме на повисоко ниво според мене, затоа што има многу мали плати. Тука доаѓа моментот на корупција, тука доаѓа моментот на политизирање, одбирање на страна, тука доаѓа моментот како да мотивираш ти еден новинар кога зема 30.000 денари плата. Како? Од тој аспект, за жал, постојат медиуми, не сите, кои што работат селективно. Јас тоа највише го критикувам и го коментирам. Еве конкретно за ГИО-веот се објавија повторно невистини пред да се праша другата страна како е, што е, зошто е. Излегов следниот ден, кажав кај мене како е. Новинарството во Македонија ќе порасне кога ќе почнат самите новинари повеќе се ценат. Еве јас работев во телевизија, истата таа плата имав, меѓутоа собрав храброст да си дадам отказ, да си направам сопствен медиум и да работам независно, да дадам шанси на едни, на други, да видиме и шоу бизнес, и актери, и политика, и спортисти, и све да видиме. Затоа еден апел, поздрав до сите новинари. Не чекајте да ви ја дигнат платата, станете доволно квалитетни за да мора да ви ја дигнат платата. Ако не ви ја дигнат платата, а сте квалитетни, вие ќе бидете препознаени, ќе се изградите денеска сопствен медиум се прави за пола сат. Ќе се направите Инстаграм, ќе се направите YouTube канал и ќе можете
ниту да функционираат. Па и портал. Ајде малце сега да се тргнеме од вие помрачните теми, да преминеме на нешто по... Па, може ќе се уфрли некое прашање понатаму, никогаш не можеш да знаеш. Спомна дека по години сте со Марта, си направивте свадба, сега чекате да се вселите како што спомна во нов стан. Па спомна дека и по преселувањето во новиот стан може да очекуваме некој нов наследник, затоа што некако многу долго чекате. Мислам, дали Марта е спремна? Кое е нејзиното мислење за тоа? Па не се треба да ја прашаш сега, да не биде нешто ако секој интервју ќе ми постават прашање и после дома, ама зашо збориш така? Види, искрено мислам дека не сме спремни за тој чин. Рано е, барем за нас, и конкретно на оваа тема сметам дека секој треба да дојде до тој момент кога ќе се чувствува убаво, нели велат спремен за таа работа нема никогаш да бидеш. Меѓутоа, кога имаш онаа собствена мисла дека си имаш време, зошто да не го почекаш тој момент, како што кажав, имаме некои работи годинава што сакаме да ги средиме. Почина Војко ми, почина Зокин, имавме сериозно турбулентна година која што беше проследена и со други инвестиции, проследена со потешки моменти, и знаеш како кога ти се случуваат еве вакви работи, не ти е, не знам, па не можеш да кажеш дека не ти е до тоа, меѓутоа си велиш дај малку да помине време, да се смират работите, затоа што кога ќе дојде па тој момент, јас стварно не сакам да имам проблеми од овој аспекти, кога ќе дојде момент да имам дете, јас ќе бидам најсреќен човек и тогаш сакам да му се посветам на... Не можеш комплетно да го почувствуваш моментот кога ќе дојде, да речеме, кога си веќе во претходно проблеми неки. Јас едва чекам. Јас, веруј ми, мислам и Марта и јас, нема нешто што повеќе сакаме. Значи, јас сум многу, како ви кажа, јас сум потицава многу. Ние бевме со Димитар Атанасовски и Сара на одмор во Хургада. Јас ми ги земав деца, поише си седев, они седете си викам дајте ми ги мене. Веруј ми, ја во принцип едва чекам. Нема поголемо богатство и не знам од тој момент. Сега, апсолутно исто така и поддржувам луѓе кои што не сакаат да имаат деца. Секој со својот избор, јас сум на таква мисла, децата се најголемо богатство, но меѓутоа доколку се одлучиш да создадеш едно дете, треба да си свесен за одговорностите и треба да си свесен дека тоа не е играчка и дека тоа не смеш да го фрлиш туку така и да не му се посветиш пата лего градинки или кај бабите. Значи, затоа сакам кога ќе дое моментот јас да бидам најдобриот татко што може да биде. Дали мислиш дека сега веќе кога спомнавме деца, мислам поголемиот дел сега не многу мали деца, меѓутоа поголемиот дел од публиката ти се деца на адолесценти, да речеме. Дали има простор за таков контент? Дали планираш да се вратиш и уствари да ги потсетиш од каде си почнал и да се потсетиш на старите добри времиња како јутубер? Види, поминаа 5 години, ова ми е роденденска година и баш од тој аспект кажав, сакам да го документирам станот. Сакам да ги документирам сега приватните работи, затоа што апсолутно сум критикуван од таа публика 14 годишна, 15 години, дури ми вика да зашо прекина да снимаш. Подкасти бе, да не досаднив се. Сега види, мора да е јасно дека со текот на годините созреваме, се менуваме, други интереси имаме. Меѓутоа, некако кога и да се појавиме со Марта, она е малце подетинеста од мене, некако ми го дава пак тој детски вајб и мислам дека ќе се потрудам. Меѓутоа, најискрено чекаме да ни се случи тој момент за да малце поише се фокусираме околу, не знам, видеа со готвење, видеа со спремање на стан, видеа со едно со друго. Едноставно оваа година помина така затоа што имав 2 подкасти, тешко е да се изменаџира и видеа и подкасти, и Триумф го снимав летото, и летен подкаст направив и се. И беше ситуацијата со Зоки која што едноставно не ми дозволуваше да снимам пренко и кога човекот знам во која ситуација. Друштвото Мандар, Исидора, Боко, Тара и нели Марта се распадна. Дали затоа што раскинаа Мандар и Исидора, дали се уште се дружите, дали постои како друштво или комплетно се распадна? Па Марта и Исидора се најболи другарки. И тоа си стана природно во текот на дружењето. Сега, откако раскинаа Мандар и Исидора, нормално дека Мандар и Исидора не се дружат, така што таа дружба од четворица веќе не функционира. Меѓутоа тоа не значи дека не сме добри односи. Исидора завчера ме беше дома и веќе нашиот дом им стана како собиралиште за предизлагање. Се спремаат кај нас, така што Исидора слободно веќе не ни тропај на врата, можеш кога сакаш да влезеш. Сега види на пример кога да излеземе со Мандар, кога се случи ситуација да некаде Исидора да дојде, тоа нема никаква зла крв и мислам дека они се разделија, не мислам знам се разделија како нормални возрастни луѓе, се поздравија и тоа е тоа. Дали ти е тешко да веруваш на луѓе од
приватен аспект знаеме дека си емотивец и како сите овие ситуации делуваат на тебе? Дали си со доверба, дали имаш доверба во луѓето, дали имаш некому на кого веруваш или си скроз препуштен сам на себе? Има неколку луѓе. Види, за оваа тема мислам дека е фер да си кажам дека сам сум си крив за тоа што некои од пријателите што сум ги имал, сум ги изгубил затоа што јас се посветив многу на работата изминативе 2 години и лично јас сум немал време за нив. И не можеш да очекуваш луѓето да имаат време за тебе ако ти немаш време за нив. Со друга страна, ако збориме за доверба помеѓу блиските, јас имам еден двајца и имам доверба во тие што се околу мене. Се друго интерес, се друго е бизнес, јас се научив така да живеам, затоа што така и ме гледаат многу од луѓето и само едноставно треба во стекот на годините да сватиш дека треба да си изградиш некој гард. Се уште учам како, затоа што сум емотивен и во принцип се поврзувам со луѓето, колку и да зборам дека тоа е интерес, не би можел да имам интерес без другарство. Едно е тоа со мандар што го имам, друго е со колега со кој што функционираме. Јас никого не би оставил на цедило, ниту пак би направил да се чувства неубаво заради мене. Меѓутоа, со текот на годините некако се научив со кого до каде. Ете, тоа ти е најправилен одговор. Кажи ми како балансираш приватен и професионален живот? Дали со присуството во јавниот свет се осеќаш некако се чувствуваш поосамено? Ја да ти кажам искрено, приватен живот немам. Многу се ретки моментите кога ние ги посветуваме за дружба некаква и за отргање од работата. Ма види, мене работата, конкретно ова што го правам, мене не ми представува тежина. Јас ова многу сакам, ја ова го работам. Ја сум изградил со текот на годините некој мајндсет во главата дека морам сега ми е шансата, дека не смеам само со жалувам, дека мора да работам. Ја во принцип сум многу среќен кога проектите ми успеваат. Јас не сум среќен кога седам и зборувам празни муавети. И во принцип, еве и мандар ми е најблизок. Ние веќе не зборуваме за не знам, рекла казала мавете, туку да зборуваме за бизнес. Искрено ме интересира, за спортска не зборувам. Искрено ме интересира бизнисот, ме интересира прогресот, ме интересира заработувачката, ме интересираат инвестирањето. Имам интереси кои што не се врзани со шоу бизнисот или со подкастите или со се што го работиме, имам некои планови амбиции и во принцип Стефан е човек што сака да стане од спиење и постојано да работи. Да, искрено. Кафе и работа, цел ден, евентуално еве сега почнам да вежбам, тоа е добро. И најсреќен сум што Марта у принцип ме прати. Многу е битно животниот сопатник да знае да те разбере, се она знае дека овој живот го живеам за нејзе, за себе, за мајка ми, татко ми, за сите блиски околу мене, затоа што јас не доаѓам од богато семејство, немаме цело време прилики во животот и јас одговорноста ја чувствувам и дека морам да спасам некои работи. Така да, знаеш, дете кога созрева и расте, кога ќе свати дека нема друг да му помогне. Така што годините се тие. Реалити чек, сега или никад. Кажи ми, парите дали те имаат сменето? Што мислиш ти, а што мисли и обкружувањето околу тебе? Не ми имаат мене парите сменето. Мене ми има сменето прогресот и животот. Мораш да се смениш. Ако сакаш да напредуваш, тоа значи дека мораш да процениш со кого сидиш на маса, со какви разговори водиш, какви дали на некои тајни му кажуваш, дали се е тоа поврзано, не се тоа парите. Знаеш како, јас сум имал ситуации со мои најболи другари што ми биле, ако имам јас 300 евра во џепот да име во дискотека, они немаат денари, им дам по 100, 100 и 100. Јас сум делал секогаш сум бил таков. Тие што ме знаат дека никогаш не сум бил во друштва јас да имам ти да немаш. Јас и ден денеска сакам тоа да го направам и да споделам. Сакам да имам околу мене успешни луѓе. А најсреќен ќе бидам ако се тие што ги сакам. Нема ништо побаво во тоа. Нема поента успехот ако имам само јас пари, а никој околу мене нема. Што тогаш? Јас ќе трошам, другите ќе се чувствуваат без врска. Така да мене не ме смениле парите, ме сменило одговорноста и ме сменило тоа што го гледам секој ден, а тоа е дека многу луѓе сакаат тоа да го немам, а ја морам некако да се заштитам. Гледачите сметаат дека и сакаат да го гледаат контентот и подкастот што го имавте со Зоки. Кои ти се плановите? Дали имаш некоја идеја и дали воопшто планираш да го продолжиш тоа? Па имам многу голема идеја, искрено. Огромна идеја имам. Идејата е стварно да се појават луѓе на мојот канал понатаму. Јас мојот канал од прв ден го гледам како медиум. Не го гледам како YouTube канал на јутубер.
Меѓутоа, искрено, сакам да до јули месец, до кога ќе трае гивавеот, мојот подкаст малку да се смирам со све тоа што го планирам. Сега ќе работам позадински, луѓето тоа што го планирам ќе го видат од септември. Веќе работам на тоа. Сакам да направам ребрендирање на све ова што го правам. Јас со Зоки видов дека има потенцијал во Македонија луѓето да се вратат, да бидат повторно популарни или млади дечки кои што не се популарни да станат популарни. Едноставно видов дека на луѓево им фали содржина. Им фали креатива, така што јас сум дорен до нивото според мене каде што не само што сакам, туку јас морам да споделам. Нова наше државиче кои што многу ретко се случуваат убави работи, постојано слушаме само негатива. Во ова наша држава која што шансата е многу тешка да ја добиеш, а не да ја искористиш. Ете така некако сега чувствувам одговорност дека време јас некако да пробам тоа да го направам. Тоа беше концептот и на гивавеот, да се вклучат нови ликови. Многу ми е жал дека ги спомнам. Дечките имаа прилика да настапат во Штип пред публика, има неколку настапи, се сопре тоа. Меѓутоа, како ви викаат, подобро во една ситуација сам 2 чекори назад, за потоа да направиш 5 напред, отколку да направиш потези кои што може да те однесат до брз пат. Така што сега, наредниве 5-6 месеци, планот ми е подкастот да си продолжи со гледаноста. Следува поубав период, ја многу мразам овој зимски период, многу сакам летниот. Многу е тмурене многу. Да, тмурене и многу ми е тешко да работам во јануар кога ништо не се случува, ја треба да смислувам нешто. Така што доаѓа март, април, мај, јуни, тоа се прекрасни месеци. Мај, јуни, јули ќе биде роден денот на каналот, ќе бидете поканети и вие ќе бидат таму ќе направиме една прослава за памтење, каде што сакам да воведам некои новитети, не можам сега да ги споделам, меѓутоа таму ќе се даде и тој да главен подарок и таа кола ќе се даде 10 на ден напред тоа. Така што имам големи планови и мислам дека луѓето тоа ќе го видат летото и септември. Супер, Стефане, тварно сме онака excited што ни спремаш, пошто цело време искачаш со некои нови идеи и луди идеи, ама и добри идеи. Кажи ми, Буки 13, кое е твоето мислење за него сега? Па немам мислење. Види, убавата работа е што живееме и сме присутни во моментот. И тоа е убаво. И треба да сватиме каде сме и да продолжиме со тоа што ни го дава иднината. А ако ние се вртиме постојано што се случило, како се случило, ако сме гневни на каква и да е ситуацијата, сами на себе си правиме проблем. Соработката со Боки заврши, тој си напиша на стори што имаше да напише, јас му посакав се најубаво и тука завршуваме јас и тој. Немам што поише да кажам, освен дека јас својот пат си го знам и си го терам. Исто, мислам, се најави дует со Тамара Тодевска и стварно привлече внимание кај публиката. Мислам, скроз неочекувано онака. Може ли да ни кажеш како дојде до соработката уствари и што да очекуваме? Дали има некоја порака, можеби, песната, затоа што обично сите твои песни што ги вадиш имаат некаква порака? Има многу голема порака. Подснимаме следнава недела. Февруар месец луѓето може да очекуваат песната. Текстот го напиша Слаткар и напиша маестрален текст. Слаткар е најдобар лиричар во Македонија, апсолутно тоа го тврдам. И Васил Ангелов е млад дечко музичар кој што го направи аранжманот. Дарко Јовановски исто работи на продукцијата на самата песна. Сакавме да дадеме можност на млади дечки да се покажат и ќе чуете. Мислам, стварно добро дело имаме направено. Песната е направена со тоа што ја посветуваме. Размислував многу дали да му посветам песна на Зоки, меѓутоа некако сметам дека треба да ја гледаме поголемата слика, не само на Зоки, туку секој човек некој го изгубил во текот на животот. И сега ние направивме песна која што ќе те измотивира, а не издепримира. Да, ќе те потсети на моментите со некој што си го изгубил, меѓутоа во спотот ќе дадеме и трибют на неколку личности кои што беа дел од овој свет, општествен свет или естраден свет, како и да го наречеме, кои што твореа во Македонија, кои што беа блиски до публикава. Песната настана со тоа што јас имав една друга песна, имав објавено рил со Зоки, Морам сам се викаше песнава, влегов во студио да работам. Меѓутоа некако не ми одеше. Рефренот ми беше супер и му сеав на Слаткар, викам брат, седни да напишеме текст, помогни ми, и ми вика искрено, не те гледам дека ти треба да пееш. Ти треба да рецитираш, а тебе треба да ти најдеме тука пеач и тоа да биде женско. Да направиме некаков склоп на песната, како што е See You Again од Wiz Khalifa и Чарли Пут. И ја викам Тамара. И вика, ќе прифати ли Тамара? Викам, не знам. И сега работава, додека беше периодот со Зоки,
Тамара беше вклучена во цел тој процес емотивно, се јавуваше, прашуваше, се слушаше со Зоки и многу сакаше Зоки, исто и Слаткар. И некако природно исполни. И само кој се викам Тамара правиме, готово правиме, крај, готово, супер. И Тамара е шампион. И искрено, мене ми представува огромна чест и мотив, затоа што прв пат правам песна со пејач. Луѓе ќе видат, знам дека е несвојствено да ме видат од таа варијанта. И тоа не било кој. Да, сега ќе чујат. Песната е стварно добра. Јас можеби сум најдобар да се од другите песни што ги имаат слушнато. Во принцип 2 години немам направено, година и пол песна. Тоа беа песни за помладата генерација, сега се потрудивме да направиме песна која што е за сите генерации. Се надам дека ќе помине добро, ако помине добро, ќе видам јас со кој правец ќе продолжам. Значи може и таму да те очекуваме. Види, знаеш како е со мене? Имаш дома фрижидер, отвори Стефан. Кога имаш прозор, билборд Стефан. Тоа исто како со Вучич, што беше и од фрижидер искачеше едно време. Драган Вучич, сум му кажала неколку пати, мако, ова треба да го разберат луѓето. Во еден ТВ кога се вработив, и кога спремавме сезоната, ми рече Стефан, ако сакаш у животот, у шоу бизнисот да постоиш, секоја година различен концепт. И тоа го правеше он, тоа го правам од тогаш 5 години, ја нешто менувам. Луѓево за да се забавувани, мораш да правиш промени. Така што на крајот денот зошто да не? Така, ама и не можеш да знаеш која публика ќе ја допреш. Мора да менуваш, мора да се шифташ за да си ја пронедеш публиката што ќе ти одговара. Сестра Марија работи на многу проекти во исто време. Дали ја поддржуваш во незината работа или си викаш сестро седни малце, јас ќе работам за тебе? Па тоа е духот што го имам и јас и таа што го има. Таа е сериозен борец. Не може јас да не ја поддржам сопствената сестра. Имаме ние ставови кои што се контраме, нормално. Мислам, ние сме малку растени во поразлични средини, меѓутоа сестра ми е исклучително паметна особа и е попаметна од мене и е поталентирана од мене. Само Стефан, не знам, Стефан се бутал. Па можеби е похрабар во даден момент направил нешто што таа не го направила. Мене ме фасцинира моментот што она заврши еден факултет. На 25-6 години колку имаше, запиша втор факултет, глума, и ја тоа кажав, ти си ненормална сестро. Јас се сеќавам имавме едно возење во кола каде што имаше сериозна понуда за да се вработи во една сериозна фирма, она тоа ми кажа сакам да студирам глума. Јас тоа ќе кажав, ти си ненормална. Не можеш тоа да го правиш. Ја бев тој и ден денес се каам. Во принцип зборам дека не смееме да ги рушиме со ништата на луѓето, не дозволувај на никој да ти каже не. Ја бев тој што каже не. Меѓутоа ете тој борбен дух што ја го имам и таа и секоја чест што нели живееме во општество каде што секој коментира, ти кажа како се ти втор факултет, како се ти глумица ќе бидеш на 30 години, како се ти ова ќе правиш, таа ги руши сите тие стереотипи. Се појави во турска серија, глуми во театар, направија топ представа. И искрено се надевам дека ќе успее во тоа што го прави, затоа што пак ќе кажам, она е сериозно талентирана. Така што тука е брати да ја поддржува се што треба. Кој е Стефан кога ќе се изгасат камерите? Знаеш што е мојот најголем проблем? Во принцип Стефан овој што го гледате. Значи ја највише губам во ова што го правиме, што ја не знам да лажам. Јас сум тој. Јас затоа сум наивен во многу ситуации. Ја влегам 100% искрено. Јас стварно не знам да застанам сега пред камерава и сега да бидам драги гледачи, јас можам вака да зборам. Не знам, луѓе. Значи јас сум секој ден на Инстаграм. Ракче, браво. ја, знаеш како, ја толку многу си имам засакано работа, што ја без работа не можам. Мислам, ова не е работа. Ја не можам секој ден да не стам стори, да ги потсетам кај сум вежбам. Ја ако не стам стори 10 сати, ја не постапам што се деси денеска. И мислам дека да, Стефан, стори, клик, стави. Ја мислам дека луѓето највише ме гледаат и сакаат ради тоа. Ја во принцип знам да покажам и кога ми се плаче, и кога ми се слави. Знам некогаш да го тупам со тоа славење. Јас сум најдобар, ја бројките ја она. А јас сум тој. И претпоставам дека тие што ме следат ме сакаат заради тоа. И не знам што и да се деси понатаму во животот, ја ќе бидам тој. Српските јутубери имаат впечаток дека македонските јутубери сакаат да се изрекламираат преку нив. Дали е вистина тоа? Што мислиш за тоа? Кој бака прасе? Па, да. Сакаат да се изрекламираат. Види, што значи да се изрекламираат? Во принцип коментираме ситуации кои што се актуелни. Конкретно ако целеше кон тоа, пошто јас сум немал друга некоја комуникација со друг. Конкретно кога беше, кажи ја, Карлевуша кога беше кај него и беше актуелно, па да се спомне, да се искоментира на крајот денот, тој е најактуелниот човек кај младите на Балканот и некојаш природно ти доаѓаат работите да ги искоментираш. Јас од прв ден си посакував да бидам во својата држава гледан и
поддржам. Јас тоа успеав да го направам. Јас својата цел ја направив. Се што е плюс од тоа за мене е бонус. Така што дали јас кога се изрекламирам во Србија или нема да се изрекламирам, да сум здрав и жив. А твоето мислење за бака прасе би го викнал ли во подкаст кај тебе? Зашто не? Види, ја имам окей мислење за него скроз. Значи он си е за мене бизнисмен. Типот е манијак. Значи типот е манијак. Ја никош не сум кажал ништо да кузне колку лошо, меѓутоа секогаш сме на таа шоу бизнес момент. Он за мене кажа дека сум небитен лик, јас за него кажам дека е добар. Сваќаш? Значи добар е дечко да си ја работи, единствено што ја мислам дека он има стварно многу поголем потенцијал да направи тоа што го прави. Сега он си го има најдено некој стимул модул таму кој што му е многу едноставен. Еве Стефан се меша политика и гледаш што му се случува. Бака прасе се меша со ликови кои што се надвор од политиката, кои што се такви контроверзни, се зезаат, OnlyFans, како се вика, тактерки ги наречеме, си ги вика, и такви стримови прави, човекот не ризикува. Така што имаш он период, нели, со Миторич кога беше драмата, имаш и нешто кога влегуваш во такви кругови, добиваш друго. Кога влегуваш во овие другиве кругови, добиваш друго. И сега да ти кажам искрено, почнам ја да размислам дали е тоа паметно или ова е паметно, затоа што секој што се правил паметен обично завршил лошо, така што Не, на крај на ден се си има pros and cons, така што и да одлучиш. Може попаметно да земам OnlyFans да направам и Мислам некој што таму треба да се пробаш. Тоа никогаш. Тоа последно да ми е. Значи никогаш. Тоа не. Кое би било првото прашање за бака прасе ако ти дојде на подкаст како гост? Нема прашање, ќе го натерам да пее Бисер Балкански и да се покажу не нарече Северна и ќе го истетовираме на сред подкаст. Добра идеја. Прво прашање ќе биде за него. Што знам, па стварно тоа би било. Во принцип добар подкаст би бил тој. Се надевам дека ќе дојде, пошто стварно мислам дека ќе биде. Сега ќе збориме, сега се зезаме, ќе збориме на него не му треба Македонија. Разбираш, тоа е нешто што нашиот народ мора да го разбере. Колку е тешко да седнеш ти Карлеуш или Аца Лукас на интервју и да ти дадат нешто. Обично србите кога гостуваат во Македонија, колку да гостуваат, не е тоа љубов, тоа е што мораат. Тоа е заради тоа што некој менаџер во Македонија ги платил да прават настапи, тој им кажал ти ќе се промовираш таму. Ама кога доаѓаат во студио енергијата им е сосема друга. Затоа што за жал Македонија како пазар е многу мал и многу малку им влијае на кариерата. И се тоа ако ние се обединиме, ако ние знаеме да процениме квалитет или да поддржиме, можеби ќе се сменат работите. Доказ за тоа е гостувањето на Карлеуша и 500.000 прегледи што имаме и тоа беше гледано и во Србија. Ете Карлеуша многу пати ја имам критикувано, меѓутоа апсолутно народ си кажано ми лупна шамар кога дојде и ми покажа што е звезда и како знае да се почитува домакин и да се почитува публика, направи топ концерт, исто така и Аца Лукас. Направивме топ подкаст, еве сега ми гостува Милица Павловиќ и искрено се надевам дека и во тој правец малце ќе продолжам, ама ќе се обидам нивните интервјуа тука да станат гледани за таму некој после да види да му стане битна оваа држава, за кој ќе доаѓаат тука во интервјуата, да се потрудат малку повеќе како естрани личности, да бидат малку поинтересни, да не даваат све ексклузива таму. Стварно, Стефан, од секој аспект се трудиш некако Македонија да ја издигнеш и да ја представиш во најдобро светло и да привлечеш и публика и се останато. Така што мислам дека од името на сите ти благодариме што го правиш тоа. Ти кажам, ова е нашиот дом. Ако домот не го цениш, не го сакаш и не си го штитиш, не можеш да очекуваш дека гостинот ќе го прави тоа. Така што прво треба да си го средиме нашето, да успееме во нашето и кога нашето ќе стане битно, ќе почнат другите да го ценат тоа битно. И тогаш сите ќе растеме. Проблемот е што ние самите си го уништуваме нашето. Што ние цело време сакаме да бидеме домаќини кај гостите. Ме разбираш? Така што ја од прв ден гледам на оваа работа така. Затоа некогаш и сум соработал со луѓе што ме плукаат. Сум седнал на маса, сум давал поддршка во случајов, апсолутно ве поддржувам и само напред. Дури некаде да ми исплукате, така треба, таква е работата. Значи, што повеќе актери, што повеќе глума, што повеќе настани спортисти, новинари, емисии, толку повеќе културата ќе расте. Јас тоа ми е најголема желба и ако можам да помогнам, тука сум. Кажи ми твоето мислење за GP и за Ритко. Дали ти е жал и криво што македонската јутуберска сцена не е на некое посериозно ниво? GP и Ритко иста реченица не треба да ги ставаш. Не можеш да ги ставиш. Значи, тоа е како да го ставиш, не знам, Моцарт со било кој. GP е многу паметно дете,
мислам дечко, и мене за GP ми е многу криво што се повлече. И наискрено се надам дека кога тоа ќе се врати. Затоа што GP е основоположник на ова што го правам денес. GP не само пред камера, GP знае со камера, со компјутер, GP е детето е, не знам што да ти кажам, машина. Значи, он знае што е YouTube, он го создаде све ова. И јас знам колку потенцијал имаше и се уште има. Он да се врати, он ќе биде погледан од сите нас, одма, во првиот момент. И посакувам, и меѓутоа види, он е многу добар и во програмирање, и предпоставам дека го разбрува што ми се случува мене пред мене. Ја немам друг избор. Јас сум ова, јас не сум програмер, јас не знам друго да правам. И јас ќе се борам со сите тие негативни работи што ми се случуваат. Него првите негативни работи, вторите, третите го натера да се повлече. Меѓутоа се надам дека ќе се врати. А Ритко, за Ритко не знам што да ти кажам за Ритко, искрено. Ритко ти е човек што јас искрено го гледам, мене ми е многу таков, мислам не го гледам, туку кога го гледам јас се смеам со него. Мене ми е многу таков симпатичен, меѓутоа во него има злоба. Тоа е лошото. Значи, он имаше потенцијал, јас тоа го зборувам секогаш. Јас дека имаше потенцијал стварно да стане лидер на ромите, да гледаат во него пример, да гледаат во него некој кој што излегол од таква сиромаштија и направил нешто. Он одлучи да се бави со некои други работи. Ја видов сега излезе од затвор, нели, веднаш против мене пак. Зошто? Нема поента. Човек кога му се случуваат лошите работи, поготоа кога созрева, треба да свати дека само животот не може тоа да го прави. Мене ми текнува на изјава него кога кажа дека Зоки мириса на земја. Зоки умре. Сваќаш? Има тие се тие нечовечки лоши работи кои што се случуваат. Мене сакаше каналот да ми го избрише. И се не можеш да очекуваш дека од другата страна ја ќе кажам нека убава работа за него. Тоа не постои. И не може да има никогаш повеќе разбирање од оваа страна. Меѓутоа јас со него се карам повеќе, не ми е нивото. Ми било можеби некогаш, сум бил дете, сум бил не знам, било интересно. Од оваа гледна точка, јас стварно му посакам да посети психолог. Значи дојди да побара некоја стручна помош. И ова не подценувачки, ја не го вреќам со ова. Току ја го гледам сегаш моментално ми излагаат рилови некој што прави и стварно треба да побара помош за да се подобри сам себе, затоа што он стварно има повторна прилика да го забавува народот. Он е талент. Он има природно нешто во себе, тоа што го прави, не можам да го правам или некој друг. И тоа не изгледа вулгарно тоа што го прави. Он е смешен. Значи се смееш да го пуштиш, да се зезаш со него. Ама е злобен. Ако он научи во текот на периодот што поминува да го оттргне тоа од него, да престане да се бави со лоши работи, он ќе може да направи многу повеќе. И јас стварно му посакувам. Ја не посакувам на никој лошо, меѓутоа од мене да очекуваш дека ќе има соработка или ќе кажам некој убав збор за него, не. Мислам дека стигнавме до крајот. Како планираш да ја завршиш 2025 и што планираш да ти се случи до крајот? Не само што почнавме, не знам како ќе ја завршам. Прво сум здрав и жив. Не знам, искрено не планирам. Веќе не планирам затоа што очигледно мене животот ми се случува 300 работи на сега 2 месеци нешто ново ми се случува. Единствено што сега планираме стварно сезоната Лазаров подкаст 3 да заврши на најдобар можен начин. Во план ми се повторно сериозни гости, веќе сум среќен што дојдов до нивото да можам да повикам кој сакам и да заслужам да дојде некој да го цени ова место тука. Тоа е поради гледаноста и гледачите кои што ме поддржуваат и сум многу среќен и едве чекам да почнеме со гивавеот. Гивавеот е нешто ново кој што ќе биде. Тој крај финиш кој што ќе биде во јули ќе биде спектакуларен од секаков можен аспект и можеби тоа ќе биде новиот правец со кој што ќе се бавам, затоа што таму ќе видат нешто што досега ќе мене не го виделе, имам големи планови, а до 2025 додека дојдеме до крајот, здрави, живи, може и дете ќе направам. Кој знае. Јас сум Стефан Лазаров, а вие гледате Hype TV.